Почитувани, се потврди она што СДСМ го најавуваше за хидросистемот Злетовица. Сега самиот директор на јавното предпријатие Хидросистем Злетовица вели дека ако се стартува што поскоро со испорака на вода до општините, тогаш ќе има приходи и кредитот ќе може да се враќа. Во спротивно не е наарно. За да стартува испораката на вода, потребно е општините да изградат пречистителни станици, но градоначалниците велат дека за тоа пари нема. Значи, за жал, излезе дека работата сепак не е наарна. Кои се последиците од ваквото раководење со проектот Злетовица? Граѓаните во општините од Североисточна Македонија нема да ја добијат водата навреме. Проектот не создава пари за да може самиот да ги отплаќа обврските по јапонскиот кредит, кои наскоро доспеваат за плаќање. Затоа, обврските по кредитот ќе мора да паднат на грбот на сите граѓани и да се плаќаат од буџетот на државата. Значи, за лошото работење на поединци ќе треба да платиме сите. СДСМ за ваквите последици предупреди уште во март. Груевски и ВМРО ДПМН избраа за скандалот Злетовица да молчат. Се добива впечаток дека ВМРО ДПМН има некаква причина која не е соопштена на јавноста да го остави својот коалиционен партнер Социјалистичка партија на цедило за случувањето околу Злетовица да се правда сам. СДСМ е заинтересиран за успешна реализација на проектот, бидејќи го покрена проектот и да не беше поволниот јапонски кредит обезбеден од страна на владата на СДСМ со годишна каматна стапка од само 1,5%, хидросистемот Злетовица немаше ни да се гради. Затоа, прашањето на одговорност околу хидросистемот Злетовица мора да дојде на дневен ред. Станува збор за начинот на кој е избран подизведувачот за изградба на проектот. За таа цел, СДСМ уште пред повеќе од 3 месеци го повика премиерот Груевски да го испита случајот. Но јавноста нема никаква информација дека нешто е преземено. Ја поздравуваме иницијативата на Антикорупцијската комисија за разгледување на досието Злетовица и испитување на сите сомневања поврзани со овој скандал. Во оваа прилика ја известуваме јавноста дека на барање на Антикорупцијска комисија СДСМ ги достави бараните документи и докази за скандалот Злетовица. Истовремено, ова представува уште еден тест за јавниот обвинител да им покаже на граѓаните дека може да се занимава и да покренува постапки и за сомневањата за криминал и корупција и на функционерите во власта. При тоа, факт е дека со постојниот ребаланс на буџетот, владата ги скрати предвидените 50.000 евра наменети за обезбедување на општите услови за остварување на основната функција на јавното обвинителство. Сепак, ваквото кратење на средствата од страна на владата не треба да го обесхрабри и спречи јавниот обвинител во борбата против криминалот и корупцијата во Република Македонија, дури и тогаш кога постојат сомневања дека тие се во власта.